Ки се вратили старото име на Радански пат и Косовска во Штип, петицијата со над 300 подписи собрани од жители од оваа улица денес се најде пред членовите на Комисијата за урбанизам. Самите граѓани од Радански пат и Косовска, народот по продавниците и по куќите си собират подписи за промена да се врне Радански пат уназад, за тоа што луѓето се работирани и владее голем ровелт кај истите луѓе. Речиси една година жителите од овие две улици бараат враќање на имињата откако со одлука на Советот Радански пат стана Черења, а Косовска Цар Самоил. Ова за нив е вовет во многу непотребни трошоци, но и малтретирања што тие не ги сакаат. Не ке ме да се сменеме. Ако се смене ќе треба сите документите, сите ово оно. Ние што ќе правиме? Ние социјално не зијаме. Нас дадено ние у годината еден месец да постиме, а ние 9 постиме, 3 јадеме. И уште воли да го направиме. Од дека тие пари? Нека се остане Радански пат, не е потребно Черења, што ни треба. Ние сме 56-та сам роден тука. Сакам да си биде како по-старо. Што е било, ние 70 години живееме на оваа улица. Дали овдешните жители ќе се спасат од промена на документи е одлука која зависи од советниците. Началникот на општина Штип ги поддржува ваквите иницијативи на граѓаните, меѓутоа во случајов станува збор за почитување одлуки на Советот на општина Штип, значи донесувањето позитивно или негативно мислење по ваквата иницијатива на граѓаните е во рацете на самите советници. Доколку тие се изјаснат позитивно и прифатат враќање на старите имиња, градоначалникот без проблем ќе го прифати, тој ќе потпише таа одлука, доколку е спротивно, тој мора да ги почитува одлуките на Советот. Двете улици со одлука на Советот се приименувани во 2005 година, а истата стапи на сила лани. На одлуката и предходеше јавна расправа, но бројот на оние кои се одзваа на повикот беше минимален. По промената следуваше бурна реакција од жителите, но и обвинувања меѓу представници од ромските здруженија за манипулација со ромското население од овој дел на градот за и против промената на името на улиците.